Една година откако стапија во брак, актерката од Stranger Things и синот на Џон Бон Џови, Джейк, открија дека посвоиле дете. 21 годишната актерка многу пати досега зборуваше дека сака да стане млада мајка и да има големо семејство, а со сопругот веќе некој период живеат на фарма. Синот на Џон Бон Џови, Джейк, и неговата сопруга, актерката Мили Боби Браун, ги изненадија фановите со веста дека станале родители. 23 годишниот Джейк и 21 годишната звезда од Stranger Things открија дека летово посвоиле дете. Ова лето ја добивме нашата сладка ќерка преку посвојување. Пресрекни сме да го почнеме ова следно поглавје со мир и приватност, стои во заедничката Инстаграм објава споделена од парот. Не е познато кога точно го посвоиле девојчето, но младите родители беа забележани со новиот член од семејството кратко откако ги споделија убавите вести. И двајцата во лежерно издание тие беа фотографирани со бебешка количка во Лондон. Мили и Боби ја почна врската во 2021 година, а се свршија во 2023 година. Минатиот мај направија раскошна свадба во Италија. Јелена Розга и Иван Хулич продолжуваат да го привлекуваат вниманието на медиумите, иако се во врска неколку месеци, а пеачката со задоволство зборува за фактот дека се чувствува совршено со него. Јелена Розга и Иван Хулич се во врска веќе некое време и како што постојано истакнува пеачката, се посрекни од кога било досега. Иако се познаваат речиси цел живот, нивната љубов само што се разгоре, а дека се пар се дозна случајно. Популарната пеачка од Сплит повеќе не крие колку е среќна со Иван, а по концертите во Црнагора таа подетално зборуваше за нивната врска во едно интервју. Не им се лутам на моите соседи што ја открија мојата врска со Иван. Не се криевме, само што не сакам да зборувам за тоа, сакам да го чувам за себе, сакам да живеам што е можно потивко. Не сакам постојано да излегувам, никогаш не сум била таква и функционирам така 30 години, па затоа не би сакала да го променам тоа, рече Јелена Розга. Нашата љубов од секогаш била таму, длабоко во нашите срца. Само некои други околности беа присутни, па малку се разделивме, а сега сме повторно заедно и никогаш посрекни. Откри таа и додаде дека не размислува за брак. Концерт посветен на младиот клавиатурист и композитор Филип Стефановски, кој загина во пожарот во Кочанската дискотека Пулс, ке се одржи на 28 август на летната сцена на Домот на културата во Прилеп во рамките на Прилеп Джез Викенд. Тој минатата година настапи на фестивалот со својот бенд и остави незаборавен впечаток. За него ќе свират врвни музичари, пријатели и поранешни членови од неговиот состав, обединети преку музиката што Филип ја живееше и ја носеше во себе: Панко Гелев, Јован Цветковиќ, Боро Шопов, Филип Крстевски, Ѓоле Максимовски, Дино Милосавлевиќ, Гоце Стивковски, Кирил Кузманов, Трајче Вилков, Ѓоле Грујовски, Маја Капсарова, Владан Добрицки, Владимир Четкар и други, билат организаторите. Джез составот Next to Silence на 24 август во 18 часот ќе одржи концерт на тумбата на археолошкиот локалитет Вробјанска чука и со овој концерт започнува настанот кој ќе трае до 30 август и е во организација на Прилепски джез фестивал. Со палење на фестивалскиот оган и читање на Константиновата тъга за југ, синоќа во Домот на поезијата во Струга почнаа 64-тото издание на најпрестижната поетска манифестација во светот, Струшките вечери на поезијата. Фестивалот за отворен го прогласи покровителот на манифестацијата, председателката на Република Македонија, госпоѓа Гордана Слјановска-Давкова, а свој обраќања има и министерот за култура и туризам, господин Зоран Љутков, и директорот на Струшките вечери на поезијата, Никола Кукунеш.
Изразувајќи им топло добри дојде на присутните во поетска струга, градот, кој со широко расширени раце го прегрнува секој изговорен збор, без разлика на јазикот на кој му припаѓа, директорот на фестивалот истакна дека вечерва сме тука да го чествуваме зборот, да му се поклониме на она што навидум е ништо и она што е се. Без него не би постоела колективната свест како носител на историската меморија, без него не би можеле да се радуваме, да тагуваме, да се помолиме, без него не би знаеле што е тоа идентитет и што е тоа што треба да го негуваме и чуваме.